Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Денес е сабота, ден за одмор, карактеристика на еврејскиот народ и еврејската религија со векови, но и на многу христијани после нив. Денешниот датум, пак ако се сеќавате, се славеше како роден ден на еден голем евреин, само неверен евреин, како и повеќето евреи што се неверни. А јас би сакал денес од еврејските списи, значи од Стариот Завет, да почитаме некои дополнителни текстови во врска со конечниот Божји суд. Зборувавме за Божјиот суд и мијатата сабота, како за главната карактеристика на царството на славата. Настанот што се случува според Христовите зборови по неговото второ доаѓање на оваа земја, кога ќе седне на престолот на својата слава, и тој настане е ништо друго туку суд. Зборот суд се споменува на многу места во Светото Писмо. Би не требало цела година, ако секоја сабота се занимавам со проучување на секој текст во Библијата, кој што зборува за судот. И далеку од тоа да ги исцрпиме сите библиски текстови што зборуваат за судот. Судот се имплицира некаде и таму каде што не се споменува конкретно. Например, уште во првото ветување дадено на паднатиот човечки род за доаѓањето на нивниот спасител и откупител, се вели дека оно што ќе дојде како семе од жената, само по себе парадоксално нешто, затоа што жените немаат семе, не произведуваат семе, произведуваат јајцеклетки, тогаш зашто пророштвото го најавува спасителот како женино семе. Значи, ќе дојде како некој што ќе се роди од жена, но без земски татко. Ќе се роди директно од Светиот Дух. Уште во тоа ветување е речено дека тој ќе биде каснат од кого? Од змијата, поточно од, а кого го представува змијата? Сатаната. Богот на овој свет. Богот или кнезот на овој свет, како што на повеќе места е наречен во Светото Писмо. Меѓутоа, што ќе се случи на крајот? Значи, Исус прво ќе биде каснат од сатаната, ќе доживее смртоносен, сега ми доаѓа српскиот збор, ајде сега, македонскиот збор не ми доаѓа. Удар не, уед. Имаше албум на Рибја Чорба, уед за душу, така нешто. Како ќе речеме на македонски уед, каснување. Меѓутоа, што ќе се случи? Дали таму завршува историјата? Дали големата борба помеѓу Христа и сатаната завршува само со Христовата смрт на крстот? Значи, прво, што се најавува е дека Христос ќе биде убиен. Ветениот спасител ќе биде каснат смртоносно од змијата. Тоа е Голгота. Но потоа што се вели? Дека тој, спасителот, ќе му ја смачка главата. Кога ќе се случи тоа? Би сакал на самиот почеток да
Отвориме во книгата на пророкот Данијел. Втора глава, 44 стих. Кој го знае на памет овој стих? Нешто што е многу често се кажува и се пишува во многу книги, кога се зборува за четирите светски царства, што царот Навуходоносор ги видел во сон, поточно символично ги видел преку делови од еден джиновски лик. И на крајот, кога пророкот Данијел, за разлика од сите негови бајачи, гатачи, астролози, мудреци, кои што не можеле да му го протолкуваат сонот, кога пророкот Данијел, значи еден заробен евреин, бил повикан тој да го протолкува, да не читаме целата глава, која што ви е многу добро позната, пророкот му ги набројал на царот Навуходоносор сите царства, почнувајќи од неговото, од Вавилонското, представено со ликот, златната глава на тој лик, и завршувајќи со едно поделено, раздробено царство. Царство кое што се обидува да се обедини, но тоа некако не функционира. Слично како Вавилонската кула. Денеска живееме во такво време, кога светот се обидува да се обедини, но тоа некако не функционира. Дури Европската унија има проблем да се одржи, иако целта на таквите унии е да бидат само вовет во глобалната унија, глобалната светска унија, на новиот светски поредок. Меѓутоа, сето тоа некако не функционира. Се постои, се искрснува некој проблем кој што прави дупки, кој што бушотини, кој што спречува да се постигне тоа монолитно единство. Многу слично на Вавилонската кула на почетокот. Во врска со тоа време во кое што ние денес живееме, во втората глава, значи, од книгата на пророкот Данијел, 44 стих, пророкот му вели на Навуходоносора: во времето на овие цареви, кои се тие цареви? Овие, кои што се обидуваат да се обединат. Се обидуваат да создадат една глобална унија. Меѓутоа тоа тешко оди, не функционира. Во времето на овие цареви, во Откровението, тие цареви се наречени конкретно 10 цареви. Првата најава за тоа дека се 10 ги имаме токму во оваа глава, бидејќи ликот кој што започнал со златната глава, со Вавилонското царство, завршува со што? Завршува со стапала на кој што имаме 10 прсти. Ножни прсти. Понатаму во 7 глава од истата книга на пророкот Данијел, 4-то, последното царство, кое што е представено како еден змев со 7 глави, на тие 7 глави има 10 рогови. И помеѓу нив се јавува Антихристот. Во времето на овие цареви, небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне. Божјето царство. И нема да помине врз некој друг народ. Сите досегашни царства пропаѓале, поминувале. Секоја власт, режим, луѓето мислеа дека вечно ќе трае. Например, комунистите нас не проповедаат дека нивните царства вечно ќе траат. И сите мисла, Југославија вечно ќе трае, Советскиот сојуз вечно ќе трае. Ништо ново. Луѓето од секојаш мислеле
дека нивниот актуелен режим вечно ќе трае. Римската империја, која што траела 1000 години, значи нешто што денешните режими ни оддалеку не може да се споредат со такви долготрајни царства. И пред тоа, Македонската империја, Медоперсиската империја, Вавилонската империја, Асирската империја, сето тоа било и поминало. Меѓутоа, Божјото царство кое што Бог ќе го подигне во ова време, бидејќи во ова време, во времето на овие поделени царства на земјава, кои што се обидуваат да постигнат една глобална унија, но тоа тешко оди, Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне. Што мисле, зашто Божјото царство никогаш нема да пропадне? Видите, би сакал, токму така, тоа е точен одговор. Би сакал да ја подстам нешто од марксизмот. Во марксизмот се велеше дека сите поранешни општества имаат меѓу себе противречности. И заради тие противречности, спротивности, пропаѓа. А комунистичкото општество ќе нема противречности, затоа тоа нема да пропадне. Единственото царство кое што нема да пропадне затоа што ќе биде без противречности е Божјото царство. Комунистите само се обидувале да направат нешто такво, но без Бога, без Христа, со човечки сили. Со други зборови, да изградат куќа на песок, наместо на камен. Божјото царство нема да пропадне никога, зашто во него нема да има никакви противречности. Но понатаму се вели дека тоа, значи Божјото царство, ќе ги разбие и ќе ги уништи сите оние царства, а самото ќе стои довека. Сега, ако во контекст на темата од претходната сабота, ако поставам прашање за кое царство станува збор тука, за царството на милоста или за царството на славата? Кој е точниот одговор? Кое царство е тоа што ќе ги разбие и уништи сите предходни овоземски царства? Царството на славата. Кога се случува тоа? Во визијата на пророкот Даниел, тоа се случува кога каменот, што од некаде доаѓа, фрлен без човечка рака, без да се види рака која што го фрла, удира во стапалата на ликот. И сета тоа се претвора во ѓубре, кажано понашки. Кој го представува овој камен, што доаѓа да ги уништи сите земски царства? Тоа е Исус Христос и неговото второ доаѓање. 45 стих вели, како што видя дека се одвали камен, а да не го допре рака, да ги сотре и железото, и бронзата, и глината, среброто и златото, значи сите предходни царства, како објаснување на предходниот стих, дека Божјото царство ќе ги уништи сите овие царства, а само ќе стои довек. Се сеќавате на пред месец дена, кога зборував за параболата во Лука 19 глава. Значи, Божиот син вели дека ќе замине некаде за да прими царство, а што ќе се случи кога ќе дојде со примено царство, со примена власт? Кога ќе дојде со својата власт, ќе рече: доведете ги сега пред мене сите оние непријатели, кои што не сакаа да царувам над нив. И што ќе им се случи? Ќе ги погуби. Значи, првото Христово доаѓање представува царството на милоста, кое што самиот го најавувал со зборовите покајте се, зашто се приближи царството небесно. Прв пат Господ дошол
понижен. Дошол во слабост, се родил како беспомошно, малечко бебе. Дошол да ја открие милоста Божија, љубовта Божија и со еден збор Божиот карактер. Кога ќе дојде повтор пат, Библијата вели дека ќе дојде како цар на царевите, како лав, како оној што ќе ги скрши роговите на земските големци, на земските власти, како оној што ќе донесе суд и што ќе седне како судија. Првиот пат дошол да ги земе на себе нашите греови, кои што апостол Петар вели дека ги понел со се на дрво, односно на Голготскиот крст. А во посланието до евреите, апостол Павле вели дека повтор пат ќе се јави без грев. Второто доаѓање представува судот, Божјата слава, нешто што сите нема да може да го издржат, сите нема да може да го поднесат, току само праведниците. Да отвориме сега една друга визија. Ја споменавме 7 глава. Во оваа 7 глава од пророкот Данијел се раскажува истата историја на 4 светски царства и оно што следува после 4-то царство, периодот на поделени царства. Меѓутоа, во еден момент, во 9-тиот стих, на пророкот, како што ја гледа визијата, му се прикажува една друга сцена. Му се става еден вид интермецо. Знаете што е интермецо? Се сеќавате на што беше интермецо. Гледав, вели, значи, предходно го опишуваше 4-тиот звер, 4-то царство, и одеднаш гледав, престолите беа поставени, и прадревниот седна. Кој е прадревниот? Облеката му беше како снег, влакната на косата како чиста волна, а неговиот престол како огнени пламења и колцата како вжарен, или тркалата, како вжарен оган. Огнија река течеше и извираше пред него, илјади му служеа, 10.000 по 10.000 стоеа пред него. Што представува оваа визија на пророкот Данијел? Судот седна и книжните свитоци се одвиткаа. Или, како што велат други преводи, книгите се отворија. Бидејќи ние денес не располагаме со книги во форма на свитоци, кои што треба да се одвиткаат. Но нам ни е поблизок изразот, книгите се отворија. Прв пат овде во Библијата се споменува судот во контекст на отворањето на некои книги. Кои се тие книги? Ќе видиме подоцна. Потоа во 11-тиот стих, пророкот продолжува со 4-тиот звер. Значи, ова 9-тиот и 10-тиот беа интермецот во визијата. А потоа 11-тиот стих
Значи тогаш јас гледав заради вревата големите хули што ги зборуваше малиот рог на главата на четвртиот звер. Продолжува со описот на малиот рог на главата на четвртиот звер, каде што застанал кај 8 стих. Зошто во овој опис му се вметнува, значи во контекст на четвртиот звер на малиот рог, на првокот му се вметнува интермецото, посебната визија за Божиот суд, а потоа се продолжува со малиот рог. Се продолжува со описот на она што го гледал пред тоа. Тринаесетиот стих гледав во нокните виденија и ето на небесните облаци доаѓа кој? Некој како човечкиот син. Небесните облаци во Библијата значат ангелите. Тоа е израз. Божјата кочија или кола е составена од живи делови. Ангелите. Во еврејската традиција е наречена меркава. И самиот Божи престол не е ништо друго, туку жив престол. Ангелите, или некои суштества, кои што се постојано таму и кои што постојано служат да го пренесуваат било Отецот, било Синот, било каде во Вселената. Тоа е Божиот начин, избор, како да патува од едно место на друго. Со живи суштества, кои што самиот ги создал, да ја вршат таа функција. Затоа на многу места во Библијата може да прочитате како и тркалата на престолот, некои делови од престолот викаат алилуја, затоа што тоа се живи суштества, кои што го сочинуваат заедно тој престол. Тоа и не е толку чудно, имајќи предвид дека во стариот век некои цареви имале обичај, па дури некои локални владетели, наместо коли и кочи да бидат носени од живи луѓе, од слуѓе кои што ги носат, ја носат нивната, да речеме, спална, еден вид спална на рамења, и го носат од едно место на друго. Сезва, тоа е нешто неспоредливо со Божијата кочија. Гледам, значи, во нокните виденија и ете на небесните облаци доаѓа некој како синот човечки и тој му се приближи на прадревниот и го доведоа кај него. Сега, дали можеме да заклучиме кој е прадревниот? Тој е Бог Отецот. Бидејќи кај него доаѓа, во визијата, доаѓа синот човечки. Кој е тој? Исус. Потоа овде изврниот текст употребува минато свршено време, во 14 стих и вели, нему му беше предадена власта, честа на царството, за да му служат сите народи, племења и јазици. Неговата власт е вечна власт и никогаш нема да помине. Неговото царство нема да пропадне. Како што гледаме и во оваа визија, во ова видение, воспоставувањето на Христовото царство, на Божето царство кое што никогаш нема да пропадне, царството на славата, е поврзано со Божиот суд. На Христа му била предадена власта, честа на царството, за да му служат сите народи, племења и јазици. Сега да одговорим на прашањето зошто ова видение за судот беше вметнато внатре во рамките на визијата
за четвртиот звер, 10 рогови и малиот рог, односно антихристот. Зошто? Зошто после 10 стих, кога дал опис на судот и на книжните свитоци, пророкот продолжува да го опишува малиот рог во наредни 2 стиха, па потоа во 13-тиот повторно се враќа на сцената од судот, но овој пат гледа како синот човечки доаѓа на судското заседание. Зошто вакво неизменично префрлање од малиот рог на судот, потоа од судот повторно кај малиот рог и потоа повторно на судот, но овој пат со доаѓањето на човечкиот син. Затоа што Божиот суд, како што веруваат сите коментатори на библиските пророштва и целото традиционално христијанство до ден денес, е нешто што ќе започне пред второто Христово доаѓање. Ово може би изгледа чудно, па нели до сега читавме дека судот е кога Христос ќе дојде, кога ќе седне на престолот на својата слава. Да. Меѓутоа, не значи дека времето на милост ќе трае до тогаш. Не значи дека додека Христос се појави, све ќе биде, до тогаш ќе трае царството на милост. До тогаш ќе трае времето на милост. И одеднаш доаѓа Христос и суд. Библијата не предупредува дека пред да дојде Христос и пред да настапи страшниот суд, не знаеме точно колку време, меѓутоа времето на милоста веќе ќе биде завршено пред тоа. Судбината на сите луѓе веќе ќе биде запечатена пред тоа, на тие што се уште живи, но се разбира со смртта завршила милоста на секој покојник. И судбината на сите покојници е запечатена со самото тоа што се упокоени. Меѓутоа, оние што ќе живеат на земјата во времето на Антихристот, во времето на новиот светски поредок, или со други зборови во времето на малиот рог, оние што ќе бидат се уште живи на земјата, за нив времето на милоста ќе биде истечено додека се живи. И сега, што ни вели Откровението? Откровението ни вели дека помеѓу тие живи, некои од нив ќе бидат запечатени со Божиот печат. Каде? На своите чела. Откровение 14 глава 1 стих. На своите чела 144.000 запечатани го има напишано името на Христовиот Отец. Значи Божиото име е на нивните чела. Божиот карактер е на нивните чела. Нешто што само Светиот Дух може да го напише, бидејќи само Светиот Дух, како што вели апостол Павле во последот Ефесијаните, е некој што може да не запечати за спасение. А друга класа на живи луѓе од последното време, последната генерација, ќе бидат жигосани со жигот на зверот. И сега, и едните и другите ќе продолжат да живеат, биолошки, физички, но едните ќе бидат запечатени со Божиот печат, значи спасени за секогаш, а другите ќе бидат жигосани, иако живи, изгубени за секогаш. Оно што е интересно во целиот овој случај, и оно што е посебно страшно во целиот овој случај,
е дека ниту едните, ниту другите нема да знаат кога тоа се случило. Ниту едните, ниту другите нема да знаат кога милоста завршила. Кога печетот или жигот веќе е ставен. Тие ќе живеат до Христовата појава или парусија, но времето ќе биде завршено, времето за спасение, времето за милост, времето за покаяние ќе биде завршено многу пред тоа, само никој нема да знае кога и кој бил тој момент. Тоа ќе биде страшно време, значи уште пред Христовото второ доаѓање, да се случи, кој што во Стариот Завет, особено малите пророци, кои што ги приучуваме, тоа страшно време го нарекуваат Денот Господов. Денот Господов нема да настапи кога Христос ќе се појави, повтор пат, туку многу пред тоа. Денот Господов ќе настапи со завршувањето на времето на милоста. Затоа Библијата изборува за судот во визијата на пророкот Данијел како нешто што почнува да заседава уште пред да дојде Спасителот. Судот седнува и книгите се отвораат. Да прочитаме еден сличен настан во Откровението. Да не испаде дека само го споменувам Откровението, без да цитирам од него. Да отвориме значи во последната книга на Библијата, истовремено последната книга од Новиот Завет, Откровение Јованово, кој што самиот Јован го нарекува Откровение на Исуса Христа. Чудно е зашто го нарекуваат Јованово, по традиција, кога самиот Јован го нарекува Откровение на Исуса Христа, Откровение Христово. 20 глава. Видите каков опис ни е даден на ова место. Почнувам да читам од 7 стих. А кога ќе се навршат 1000 години, Сатаната ќе биде пуштен од својот затвор и ќе излезе да ги заведува народите по 4 краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војначи и број како борскиот песок. И излегува на земјата ширина и го обкружија логорот на светите и возлюбениот град и слезе огон од небото од Бога и ги проголта. А ѓаволот кој ги заблудуваше беше фрлен во огненото и сулфурното езеро, каде се и зверот и лажниот пророк. И ќе бидат мачени дење и ноќе во веки веков. И сега 11 стих. И видов голем бел престол. И оне кој седеше на него, од чие лице побегнаа земјата и небото. Кој е тој што седеше на престолот, од чие лице побегнаа и земјата и небото? Кој е тој што седеше на престол во Даниловата визија за судот? Прадревниот. Прадревниот, не е Исус. Прадревниот. И се видите што се кажува. Значи, и не се најде место за земјата и небото, кој што побегне од лицето негово. И ги видов мртвите, големи и мали, како стојат пред престолот, и што се отворија книжните свитоци. Каде го сретавме ова? Во Даниловата визија, во 7 глава од Данијел. Судот седна и книгите се отворија. Ево го повторно тоа. И тогаш поставив прашање, значи пред малку, кои се овие книги? За какви книги станува збор? Откровението тука ни дава една појасна слика. Во книгата Големата борба, во 28 глава, која што зборува за Божиот суд, Елена Вајд кажува дека онаа визија што ја видел Данијел во 7 глава
истиот опис, описот на истиот настан се наоѓа во Откровение 20 глава, ово што сега го читам. Само што тука се додава оној детаљ. И друг книжен свиток се отвори, како што преведува Константинов, односно и друга книга се отвори, од оние, освен тие првите. А која е таа друга книга? Книгата на животот. А кои беа тие првите книги? И на мртвите им беше судено според оно што е запишено во книгите, според што? Своите дела. Значи, првите книги се книгите или записите во кои што се запишани делата. Нашите дела. Според кои што ќе ни се суди. Секаде Библијата зборува дека ќе ни се суди според нашите дела. Се спасуваме, се оправдуваме преку вера, но ќе ни се суди, Библијата не вели ќе ви се суди според вашата вера, за да не речеме, Господе, јас тоа и тоа верував, тоа и тоа исповедав. Туку ќе ни се суди според нашите дела. Зошто според нашите дела? Не се спасуваме со дела, не се оправдуваме со дела, но ќе ни се суди според нашите дела. Зошто? Затоа што само делата покажуваат каква е нашата вера. Не значи дека, за да се спаси некој, во неговиот запис треба да има само совршени дела. Таков не постои. Ако е така, само Христос би се спасил, кој што никогаш немал потреба од спасение, зашто никогаш не бил грешен. Меѓутоа, во овие дела се вклучени и сите дела на покаяние, сите дела на поправање, на признавање, на исповедање на гревот. Со други зборови, секоја наша одлука да се промени нашиот живот, нашите навики и секоја наша желба и решеност да побараме сила од Божиот престол, за да тоа навистина се случи. Понекогаш таа сила не може да дојде така лесно, само затоа што со една реченица ќе ја побараме. Понекогаш, за да бидеме вослишени, видите, Господ секојаш сака да ја тестира нашата упорност. Односно, колку многу сакаме нешто. Колку многу го оцениме тоа нешто. Понекогаш ке треба да се пости, може би со недели, пред Господ да не вослиши. Зошто? Не затоа што е тој толку строг, па да мора да го молиш на толку многу и толку упорно. Туку затоа што сака ние, неговиот благослов, да го оцениме повеќе од се друго. Ако нешто се добива багателно, тогаш и не го цениме многу. Но дали го сакаме Божиот благослов? Дали ја сакаме силата на Светиот Дух? Дали сакаме да го победиме гревот во нашиот живот, кој што ако сега не го победиме, тој нас ќе не изгори на судниот ден? Дали го сакаме Божиот благослов, неговата благодат? Може би ќе речеме да, го сакаме. И тоа се поставува второто прашање. Колку многу сакате? Односно, дали го сакате повеќе од се друго? И може речете, сакаме вечен живот, сакаме Божи благослов, сакаме Свет Дух. Кој е тој што, ако денеска бидете прашани, ако сите адвентисти во светот бидат прашани, ако сите христијани во светот бидат прашани,
Дали сакате да се излее позниот дожд, Светиот Дух во сета сила? Ако сите верни христијани во светот бидат прашани, дали сакате Господ да дојде и да го заврши овој свет на грев и смрт? Сите ќе речат да. Сите верни христијани ќе речат да. Меѓутоа, зашто тоа не се случува? Само затоа што сакаме и ќе речеме да? Затоа што не го сакаме доволно тоа нешто. Или постат работи кои што повеќе ги сакаме, пони се мили, драги и имаат повисок приоритет во нашиот живот, во моментот. Сакам да дојде Христос, сакам да дојде Светиот Дух, сакам сето тоа, ама сакам нешто друго пред тоа. Ви звучи ова познато? Дали сакаме нешто доволно? Дали го сакаме доволно силно? Дали копнееме? Зошто Исус се наречен копнежот на сите народи? Во книгата на пророкот Агеј, еден од малите пророци. Потоа послужа како повод книгата Копнежот на вековите, така да се нарече, само што место народите вековите, значи на сите времиња. Дали копнееме по Христа? Дали знаете што е тоа копнеш? Што е тоа копнеш? Најсилна желба. Нешто што најмногу, најсилно го сакате и со нетрпение го сакате да се случи. Ако така сакате, тогаш Господ ќе ги отвори небесните ризници и ќе го излее својот благослов. Пред тоа нема да се случи. Односно, понекогаш ќе се случува, понекогаш ненадејно и без да очекуваме ќе се соочиме со нешто што ќе послужи за голем благослов, ќе доживееме голем благослов. И след тоа представува само капки на неговата милост. Меѓутоа, ако не сакаме доволно, ако не копнееме доволно по Божијата правда, тогаш можеби ќе се најдеме во групата на оние кои што ќе воскреснат за да бидат судени во последниот голем ден. И секој кој што не се најде запишан во книгата на животот, се вели во 15 стих, беше фрлен во огненото езеро. Единаесет часот. Точно на време. Точно на време сме. Мината сабота, ако се сеќавате, започнавме во 11:10. Проповета започна 11:10. Зато ве прашував демократски дали сакате да продолжи. Но сега завршивме на време. Нека му е фала и слава на Господа вечно. Амин.